K15! Да. Ясно бе, шефе, ясно. Шефе, извини, вак сега, може ли я да кажам моje мислење нешто? Ја разбирам сето тоа дека народ е стока, дека не памте од 3 дена повише. Народ сака да го лажи, сака да чуе тоа што он сака да чуе. И во што одиме по митинги, што и лажиме, што го обечаваме. Сето тоа јас го разбирам и нели знам дека мора така да биде сега. Некоја беме у 2 града во ист ден. Зборуиме, таму ги лажиме, луѓето свесно ги лажиме, ме разбираш? Сега на некој може тоа мога да одркаме. Ја после тоа savest ме грижбе, шефе. Ја политичка кампања водиме, луѓето ги лажиме по митинзи, одиме по градовите и мене после тоа тешко ми паѓа, дали ме разбираш? Ја од су чесен и после и кога лажам така, искрено да кажам, тешко ми еви, свечи палам и сеама, ме јаде совест, не можам да спием навече. Ајде. Почкай се. Господине, министре, Кај се? вонка има еден човек, вика дека бил новинар, сака да му дајте изјава. Изјава? Да. Каква изјава, бе, тот? Ма не долази за обзир, бе, тие цело време пишуват по вестниците, дека сум бил лажко, сум одел таму по митинзите во политичка кампања, сега кога држиме дека цело време сум го лажал народот. Абе, нема ден да не напишат по вестниците дека сум лажко, дека ги лажам. Тие каде со бркови да не? Даде узбркови. Бркај го тоа џубре, не чум да го видам. Тие најногу пишува. Секој ден на втора страна со мене почнува. Го лаже народот, оде по митинзи, му обечава, он е најголем лажго и по човеците оде, нека што пишува. По човеците зборува дека сум бил лажго. Бркај го тоа џубре, не чум да го видам. И сега што да му кажем на човекот? Кажи му дека не сум тука. Добро. Он мене лажго. Џубре. Шефе, ме чули? K15!